Добро вечер во емисијата 360 степени на осад. На 2 часа сме до молкот пред вториот круг од председателските избори. Ке има ли излезност од најмалку 40%, и ако да, кој ќе биде новиот шеф на државата? Стево Пендаровски или Гордана Силјановска-Давкова ќе дознаеме в недела по 19 часот. Но изборите ќе ги оставиме за анализа за нашето издание в понеделник. Вечерва ќе се посветиме на исходот од самитот за Западен Балкан, што неделава се одржа во Берлин во присуство на германската канцеларка Меркел и францускиот претседател Макрон. Дома фокусот беше на дилемата дали и какви сигнали донел овој состанок за амбицијата на земјава во јуни да добие одлука за почеток на преговори за членство во Европската унија, иако самитот беше примарно посветен на обидот да се забрза диалогот Белград-Приштина. При тоа договорот од Преспа и од Меркел и од Макрон беше посочен како пример за решавање на отворените прашања во регионот. Опозицијата во Македонија го протолкува самитот како уште еден доказ дека земјава нема да добие датум за почеток на преговори поради неиспорачени реформи, а власта самоуверено враќа одлука ова лето ќе има. Што е реалноста? Дебатата почнува по кратка пауза. Гледате 360 степени. Што донесе самитот за Западен Балкан во Берлин и на што може да се надева Македонија? Ова е темата за вечерва. Во студиото се Бојан Маричич, главен технички преговарач со Европската унија. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Симонида Кацарска, извршна директорка на Институтот за европска политика. Благодарам што сте со нас. И Љупчо Петковски, извршен директор на Евротинк. Добро вечер. Добро вечер и за вас. Маричич, со вас ке почнам. Ако одзумираме од тоа што е наш главен фокус, а тоа е прашањето дали земјава во јуни ќе добие одлуката за почеток на преговори за членство со Европската унија, тогаш дали е точен впечатокот дека сепак берлинскиот состанок не беше посветен на ово прашање, не беше посветен ни на проширувањето, туку беше посветен на диалогот Белград-Приштина, на обидот Германија да фати место на таа преговарачка маса, веројатно заедно со Франција, и да се испрати порака дека следното прашање што се очекува да биде решено во регионот е токму ова. Да, ова беше специјален состанок, посебна средба, конференција, наменета на безбедноста и стабилноста на Балканот. Иако три теми беа изнесени во програмата, економската соработка или како да се подобри економската соработка, при тоа мислејќи пред се дали е возможно да се одблокира економската блокада на Косово кон Србија. Второ, прашањето на безбедност и стабилност, односно текот и днината на диалогот меѓу Белград и Приштина во решавањето на нивниот спор, или како што дел од учесниците велат, нормализација на односите меѓу Белград и Приштина, и конечно разговор како е возможно да се дојде до успешни преговори околу тешки прашања и договорот од Преспа како успешен модел за надминување на билатералните спорови. Серија изјави следуваат по овој самит. Косовскиот премиер Харадинај даде изјава, па и српскиот претседател Вучич, во насока на тоа дека пропаднала идејата за разграничување или за корекција на граници или за промена на размена на територии и население. Во таа насока е изјавата и на Харадинај, која што ја наведувам, и изјавата на Вучич. Дали отворено се разговараше на овие теми, колку можете да бидете индискретен, се разбира, бидејќи тоа беше затворена сесија? Она што можам да го кажеме дека досега таа идеја за корекција на границите не беше формално воопшто елаборирана, ниту официализирана, и затоа предизвика и толку многу, да речеме, галама околу самата идеја, бидејќи беше неформално комуницирана. На оваа средба за прв пат имаше можност на затворена сесија отворено да се разговара на сите теми поврзани со безбедноста во регионот, особено на темите околу можните начини на решавање на косовското прашање, и мислам дека во таа размена Макрон и Меркел, но и другите лидери од регионот добија појасна слика околу тоа што мислат државите од регионот за ова прашање. Секако да не забораваме дека тука беа и Хрватска и Словенија,
на таа маса како две држави кои што се многу информирани и кои што се заинтересирани за самиот Ако регион. Вучич вели пропадна моите идеи за разграничување, ако Харадинај вели темата за промена на границите за сега е надвор од агендата, тогаш веројатно може да се насетува во која насока одела дебатата внатре. Треба да очекуваме нова енергија во овој процес, енергија која што нема да се фокусира на прашањето на границите и територијата, туку решавањето на севкупните односи меѓу двете држави во еден формат во кој што активно ќе учествуваат и Германија и Франција. Тоа е она што е на некој начин исход од овој состојба. Петковски, еве може би ова е добра шанса да продолжиме со дебатата. Дали на овој самит може да се гледа како на еден вид на ривалитет меѓу двете водечки земји во ЕУ, Германија и Франција, наспрема САД, бидејќи високи представници на администрацијата на Трамп отворено се изјаснија про идејата за промена на граници, пред се мислам на советникот за национална безбедност Џон Болтон. Да, веќе некое време, чисто и граѓаните да знаат и гледачите, веќе некое време и во есновските кругови и во медиумите, ако сакате, и во специјализираните дебати се говори за тоа дека високи представници на американската администрација активно ја промовираат идејата дека секое взаемно прифатливо решение меѓу Косово и Белград и Приштина, односно Косово и Србија, кое што макар еве и да содржи корекција на границите или размена на територии, би било прифатливо и за нив. И долго време се чинеше дека Германија и германската надворешна политика е единствената која што гласно беше против таа идеја. Чисто за појаснување, според гласините, самиот премиер Вучич, кој што е силен лидер и кој што го ќе контролира политичката сцена во Србија, според овие гласини веќе имаше прифатено некакво решение кое што би подразбирало корекција на границите во замена на признавање на Србија на независноста или на Косово. Исто така според гласините на косовска страна, според гласините нели, според информациите, председателот Тачи бил вмешан во тоа и прифатил. Но за разлика од Србија, Косово е подемократско општество, би рекол, во смисла на тоа дека постои политички плурализам. Вучич ја контролира Србија, единствениот лидер кој што може да испорача, додека во Косово се случува и политичка битка меѓу премиерот и председателот. И на некој начин премиерот Харадинај ја осуети таа идеја, или така се представуваше во јавноста дека ја осуетил таа идеја, воведувајќи меѓу другото и нели санкции, односно царини за увоз на производи од Косово. Сега имате тука една цела, како да кажеме, карма каша, калакурница на различни интереси, на дивергентни гледања не само на локалните политички актери и регионалните политички актери, туку и на самиот Запад. Западот е многу поделен по ова прашање. На некој начин, да, Берлинскиот состанок може да се гледа како обид на Германија повторно да се наметне, кој што беше нели издушно и поздравени од французите, затоа што французите долго време се одсутни од Балканот, па и они го искористија за некои своји интереси и враќање. Фокусот дефинитивно бил на тоа. Нашиот фокус е мал, ние сме мала држава, за нас е битно нели дали ќе добиеме преговори, каква порака била пратена. Добрата наша предност е што нели имаме преспа и тоа е веројатно единствениот добра вест што доаѓа од Балканот. Колку може да се искористи како блупринт или како некоја алатка или не знам како пример за решавање на проблемите, другите билатерални спорови на Балканот, не сум сигурен, меѓутоа тоа е еден добар наратив што можеме да користиме. Кацарска ќе продолжи диалогот, на масата ќе бидат и Франција и Германија. Што може да го натера Вучич да се согласи со признавање на Косово во рамките на овие граници? Има ли морков со кој што ЕУ, Франција и Германија можат да играат? Бидејќи Србија преговара, во тој процес државата не се трансформира, тој преговарачки процес се одвива со одредена динамика, може би не многу брзо, но за разлика од Македонија или Северна Македонија, која го реши прашањето за името за да стане членка на НАТО и да почне преговори со Европската Унија, Србија веќе преговара. Да. Ова е несумнено, како што спомена, мислам, Бојан, пресвртница во самиот диалог помеѓу Србија и Косово, кој што некое време веќе го немаше, бидејќи фокусот беше чисто од лани, од август, од Албах на размената на териториите. Од тогаш, значи, Франција беше доста амбивалентна во однос на ова прашање и сега гледаме нова улока на Франција и Германија,
која што исто така се поклопува со период во кој што очекуваме нова комисија, нов представник на Европската унија за надворешна политика, и тоа значи дека нови луѓе ќе го превземат всушност продолжувањето на диалогот доколку доколку е се уште поддржана од страна на Србија и Косово. Она што знаеме е дека во почетокот на јули ќе се одржи првата средба, односно се обидуваат Франција и Германија се обидуваат да го рестартираат така наречениот Бриселски договор, бидејќи под преговорите помеѓу Србија и Косово се одвиваа всушност со точно одредена динамика на тој договор, се додека некој време имаше застој и се појави оваа идеја. Сега, на вашето прашање дали некој ќе го натера Вучик, не мораме да гледаме дали некој го натера него, можеби долгорочно се размислува дека тоа ќе го стори можеби друг лидер. Значи директно дали говориме за притисок врз него е многу преурането, бидејќи мислам дека ќе треба некое време да се поднесе резултатот од падот на оваа идеја, односно од која што тоа прогласи за готова, меѓутоа ќе видиме, бидејќи доста време се промовираше истата. Иако Франција и Германија очигледно застанаа на страната против, се уште, како што чувме претходно, страната на Атлантикот, на другата страна на Атлантикот не е сосема замрено. Сакате да коментирате нешто? Да, две-три работи. Значи, прво, околу самата идеја на промена на границите. Мислам, ако погледнеме малку историјатот на текот на разговорите, треба да имаме предвид дека нема некој сериозен успех или исчекор напред во преговорите во целиот мандат на Европската комисија од 2014 до 2019. Значи, бриселските договори беа подпишани под водство на Кетрин Ештон и од тогаш до сега Могерини не успеа да направи исчекор напред. Брзајки пред крајот на мандатот да направи исчекор напред, беше склона, нејзиното водство во водењето на преговорите, беа склони да направат некој вид на брз договор кој што ќе донесе успех по оваа. И тоа на некој начин сега во оваа фаза ја изолираше Могерини и таа е некако сама и осамена, бидејќи ја туркаше оваа идеја. Значи, тоа сакам да кажам, дека целта на вклучувањето на Франција и Германија е да се постави рамка какво решение е потребно. Точно е дека и Соединетите држави, и Британија и други држави велеа дека ќе прифатат, впрочем тоа е позиција на Северна Македонија, секое заемно прифатливо решение, за нас ние ќе го поздравиме, тоа е секако така. Но, важно е тоа решение да биде одржливо, да носи стабилност и да нема негативни ефекти во регионот. А ако има промена на граници, е прашање дали може да биде такво тоа решение. Токму така. Така што мислам дека е целта, а во однос на Преспа, позитивните лекции од Преспа се со цел да се искористи како еден свеж пример дека се можни тешки компромиси и тешки одлуки во овој наш регион базирани на принципиелни преговори. За нашата публика сигурно поинтересно е дали во јуни земјава ќе добие датум за преговори. Предлагам да видиме еден сумарум на пораките од Берлин и по Берлин, па ќе се вратиме со дебатата. 10 години по првата препорака за почеток на преговори за членство во Европската унија, ова прашање останува отворено дури по решавањето на спорот зимето. Земјите членки на Унијата лани сами го најавија датумот за овој јуни, но цел сплет на околности ја држи во неизвестност одлуката за Македонија. Главната игра е на релација Брисел, Берлин, Париз. Европската комисија притиска за датум. Германската влада тоа го поддржува, но проблем е кусиот рок од неколку дена за Бундестагот да се согласи, додека Париз тактизира и ги чека резултатите од европските избори закажани за 26 мај. Понеделничкиот самит за Западен Балкан во Берлин во присуство на Меркел и Макрон долеа уште масло на огнот, иако состанокот беше примарно посветен на диалогот Белград-Приштина, а пораките за Северна Македонија не содржаа референци за датум за преговори, но го посочија договорот од Преспа како позитивен пример за целиот регион. Wir haben mit der Entwicklung in Nordmazedonien sehr mutige Schritte gesehen, die uns Hoffnung geben, dass man langjährige Konflikte auch lösen kann. Ich möchte an der Stelle auch nochmal unserem griechischen Kollegen Alexis Tsipras ganz herzlich danken, auch dem bulgarischen Kollegen Boyko Borisov, die sich immer dafür eingesetzt haben. Und so werden wir heute sicherlich die Diskussion auch führen, in dem Blick darauf, dass ein großes Problem, an dem wir über 10 Jahre gearbeitet haben, nunmehr gelöst werden konnte. Et à ce titre, les derniers mois ont montré que les progrès sont possibles. Nous sommes une vingtaine d'années après des conflits qui ont profondément déchiré les Balkans et cette région, conflits, comme vous le savez, où la France a eu
un rôle tout particulier. Et avec l'accord de Prespa, nous avons vu qu'il était possible de régler des différends qui semblaient indépassables. Et quand les dirigeants décident de s'impliquer, et il faut là en effet remercier messieurs Borisov, Tsipras et Zaev, eh bien, on arrive à trouver une solution très concrète et à passer outre. Меркел и Макрон јавно не зборуваа за почеток на преговори со земјава, но по враќањето од самитот, премиерот Заев неколку пати повтори дека на затворените состаноци добил позитивни сигнали. Пред неколку часа се вратив од Берлин. Бев на средба со Меркел, со Макрон, со лидерите од Западен Балкан, премиерите на Хрватска, на Словенија, Фредерика Могерини. Нашата заедничка земја конечно отвара поглавја, почнува да преговара. Тоа значат фондови, тоа значат пари за нашиот народ, тоа значи перспектива, тоа значи систем, тоа значи иднина, почитувани мои сограѓани. Јавната воздржаност на Меркел и Макрон опозицијата во Македонија ја искористи за нова серија обвинувања до власта. ВМРО ДПМН тврди дека Европската унија е разочарана од постигнувањата на владата. Денес на сите им станува јасно дека и овој јуни датум за почеток на преговори со Европската унија нема да има. За жал нема да има. Велиме за жал затоа што тоа е на штета на цела држава и на сите граѓани во Република Македонија. Тоа им беше на сите јасно, но сега еве и јавно. Тоа е така затоа што нема реформи во клучните области. Во сложената равенка околу датумот, освен домашните реформи, спроведувањето на претседателските избори, исходот од изборите за Европскиот парламент, можноста за зајакнување на екстремната десница, важна и Албанија и желбата на врвот на Европската комисија, пред се на Федерика Могерини, Скопје и Тирана во пакет да добијат датум за преговори. Ваквото сценарио се смета за отежнувачки фактор за Македонија, зашто албанското досие засега потешко поминува и во Берлин, и во Париз, и во Хаг. Што е реалноста, Бојан Маричич? Реално, јавно немаше референции во изјавите ниту на Макрон, ниту на Меркел во врска со она што интересира земјава, тоа е дали во јуни може да очекува почеток на преговори за членство. На пленарниот состанок претпоставам дека ова не беше тема, но веројатно било тема на билатералните средби кои што ги имаше премиерот Заев. Е сега прашањето е колку може повторно да бидете индискретен и да ни кажете што ви кажаа на тие средби и дали овој оптимизам на Заев е базиран на реалност. Мислам дека по сите состаноци кои што ги имавме во Берлин, кои што премиерот Заев и министрите Османи и Димитров ги имаа во Берлин, имаме реална основа да бидеме оптимисти дека во текот на наредните месеци дека ова лето ќе има позитивна одлука. Зошто се користи таа формулација ова лето? Затоа што можеби не во јуни, туку во јули ќе се носи одлука, бидејќи се најавува Европски совет, состанок на лидерите на ЕУ во јули, но тој ќе биде фокусиран веројатно на теми поврзани со идната структура, подалбена власта во рамките на Европската унија. За среќа или за жал, Северна Македонија не може да го диктира темпото на носење на одлуки во Европската унија. Она што го знаеме е дека ќе има интензивна агенда и во јуни и во јули. Ќе има интензивна агенда за повеќе одлуки поврзани по европските избори во текот на месец јуни, но ќе треба, како што е поставувањето на поставеноста, односно на композицијата на институциите за наредните 5 години, но исто така во ова лето ќе треба да се донесе одлука и за буџетот за наредните 7 години, буџетот на ЕУ. Исто така ќе се разговара и Брекзит, што ќе биде по 31 октомври. Така што не е серија на одлуки се кои што ќе се одлучуваат во текот на јуни и на јули. Таа динамика не зависи од нас. Ние имаме официјален заклучок на Европскиот совет од јуни 2018 година, кој што вели дека се отвара патот под услов да бидат изведени реформите и да биде спроведен договорот од Преспа, да се отворат преговорите во јуни 2019 година. И ние сме должни за тоа да се држиме додека немаме друг заклучок. Така што ние сме испорачале речиси се од она што е од нас барано, остануваат уште неколку чекори за кои што веруваме дека ќе се случат непосредно по претседателските избори
и очекуваме да бидеме третирани според нашите заслуги, според она што го имаме испорачено изминатата година. Опозицијата не се согласува со ова и самите сте свесни, вели дека клучните реформи не се испорачени, особено во делот на правосудството, на владење на правото и дека, меѓу другото, тоа е и причината за воздржаноста, особено на Франција, на Холандија. Јасно, тоа би кажал, ако опозицијата се вклучеше поинтензивно во разговорите за законот за јавно обвинителство, можеби ќе имавме испорачано уште еден важен бенчмарк или важен критериум повеќе до овој момент. Инаку, пратениците на опозицијата во собранието гласаа заедно со пратениците од власта на барем десетина закони кои што повтор пат се вратија во парламентот и повтор пат ги гласаа, а дел од нив се однесуваат и на разузнавачките служби, и на судството, судскиот законот за судови, и на ДКСК. Не заборавајте на кој начин беше донесена, усвоена ДКСК и избрана. Така што, тој аргумент јас го гледам само изјавата на Николовски во контекст на предизборна кампања. Знаат и самите дека владата даде максимум, знаат и самите дека учествуваа во дел од процесите и знаат и самите дека преостанува уште за окружување на гласање на пакетот за тајни служби кој што текст е усогласен и гласање на законот за јавно обвинителство кој што се уште не е усогласено, треба да се усогласи. Кацарска, какво е вашето разбирање на динамиката на овие процеси? Возможно ли е во јуни да се состават сите коцки во прилог на донесување на одлука, бидејќи во Советот мора да се донесе одлуката со консензус? Видете, јас одлуката ја гледам меѓу јуни и септември, искрено кажано, бидејќи, како што спомена Бојан, како што чувме претходно од прилогот, крајот на мај се европските избори, тие се исклучително важни за Франција за да го моделира својот став према ова прашање, исклучително се важни за кои ќе бидат новите членови на Европскиот парламент и креираат... Самите избори се важни или мислите дека сепак Франција тактизира заради изборите, чека да поминат? Франција тактизира заради изборите. Ова е прв изборен тест на Макрон после превземањето на власта. Тој има нова, нетрадиционална партија и ова прашање му е многу му значи. Значи, неговото позиционирање исто така лично на неговата партија во Европскиот парламент е многу значајно. Дополнително, француската јавност, како што знаеме, не е многу наклонета како и дел повеќето од европските јавности према проширувањето, поради што и ова прашање воопшто не беше отворено не сака да го отворат во предизборната кампања, поради што и самите извештаи на Европската комисија ќе бидат објавени на 29 мај. Тоа е исклучително поместување на календарот на проширувањето, кое што креира, како што спомена и вашиот прилог претходно, креира исклучителен теснец за дел од земјите како што е Германија, која што таа одлука треба да ја помине во Бундестагот. Групата со Албанија не ни оди особено во прилог, иако се носат две посебни одлуки, но прашањето е дали и која земја членка ќе не раздели. Тоа е исто така нешто за што се дискутира веќе меѓу земјите членки, иако во Европската комисија ќе ви кажа дека тоа не е терминологија која што тие ја користат, бидејќи за нив двете земји се посебни случаи. Се слуша дури дека намаса е сега опција, дури и комисијата со вордингот во препораките да направи разлика меѓу Македонија и Албанија, па така да им олесни работата на земјите членки. Поради што треба да го почекаме исто така и самиот извештај. Значи, иако постои во последно време таа тенденција на ренационализација на процесот на проширување во самите земји членки, тие сепак се обврзани да го чекаат извештајот на комисијата и да видат комисијата што таму ќе напише, поради што е исклучително важно за нас пак да ги донесеме овие закони кои што ни предстојат, за кои што веќе некое време ни спомена. Сега, значи, јули го чувме како опција доколку за јуни не се стигне одлуката во Бундестагот, иако како што спомена Бојан, нам ни е ветено дека Советот ќе се наврати во јуни 2019 година. Искрено, дали во соглед на тоа колку ние сме чекале на оваа одлука, јас многу драматично дали е јуни, дали е септември не гледам, иако мислам дека треба да притискаме за тоа што е официјалниот некаков почеток на преговори како првата меѓувладина конференција да се случи што е можно побрзо. Минатата година имаше некои формулации дека таа би можела да се случи во декември 2019. Да прави разлика за вас јуни или септември? Видовме многу лавирања во последните недели и месеци во ставовите на владини представници. Например, до денеска вице-премиерот Османи зборуваше за тоа дека ние треба да се фокусираме на датумот на првата меѓувладина конференција. Тоа најверојатно ќе биде декември и дека тоа е најважното. А кога комисијата ќе добие мандат од земјите членки да почне со подготовка на преговарачката рамка, тоа е помалку битно. Битно е да има доволно време за преговарачката рамка да се
подготви и првата меѓувладина конференција да се одржи во декември. Претпоставам дека дел од овие работи за јавноста и не се ни разбирливи докрај, не се ни јасни. Важно ли е дали во јуни или во септември ќе се донесе одлуката? Според мене не. Според мене не, меѓутоа ако погледнете какви се очекувањата на луѓето и како ова се користи во политичките битки меѓу власта и опозицијата, мислам дека владата треба малце да поработи на тој менаџмент на очекувања. Апсолутно не се согласувам дека дури да не убиеме преговор во јуни, тоа ќе биде поради тоа што не се испорачале реформи, не знам што биле барани од нас, иако и самиот сум критичен за реформското досие на владата и темпото со кое што се тераат работите, тоа нема да има никаква врска со нас. Исто мислам дека ќе биде многу тешко нашето досие да не се валоризира. Од проста причина што Македонија отиде и власта и политичката класа, политичката елита отиде дури против, да кажеме, доминантниот националистички дискурс и ја истера Преспа на мускули. Така, и тоа беше валоризирано од цела Европа и тоа е единствената добра вест што доаѓа од Балканот. Сега многу интересно како ќе биде таа динамика меѓу германците и французите. Докога ги прашате германците, они имаат многу повеќе против раздвојување на досието или decoupling меѓу Албанија и Македонија, не затоа што мислат дека Албанија е спремна. Мислам дека во Бундестагот постои консензус дека Албанија не е спремна и ќе биде многу тешко да се брани досието на Албанија туку затоа што Меркел не сака да го казни Рама. Затоа што знаете, сепак имаат они работа со балкански политичари кои користат од, не знам, уцени до закани, до играње со национализам, доколку не можат да испорачаат. Па се слуша нели дека Рама наводно им вели ако не разделите тогаш јас ќе тргнам границата. Ќе тргнам границата, тоа може да предизвика домино, раскараност, да биде кажани зборови што потоа 10 години ќе се взимаат нели за зло, сите процеси да се изместат, така што многу им е специфична ситуацијата. А французите од друга страна, кои што се проблем поради своји национални интереси во моментов за нас, они би радо нели да ги развојат Македонија и Албанија. Сега прашање колку тоа е нели последица на некакви не знам, на некаква стратегија или на некакво внатрешно... Дали на јули или на септември може да се гледа низ друг агол? Знам дека следите динамиката и во односите меѓу Северна Македонија и Грција. Што во таа смисла би значила евентуална промена на владата во Грција? А тоа наверојатно ќе се случи и таму избори веројатно ќе има во октомври. Може ли да се случи ако до октомври нема одлука за земјава, новата влада на Грција да биде сега нова пречка, па одново прашањето за консензус на друг начин да се постави во Советот? Да, постои таа опасност со тоа што лично јас мислам дека Мицотакис нема да биде радикален по ова прашање кој ќе дојде на власт, а известно е дека ќе дојде. Дали ќе има и кога ќе има избори во Грција, ќе се знае после европските избори во Грција, доколку Сириза изгуби малку, процени дека и е добар рейтингот, веднаш ќе отиде на избори. Доколку изгуби, не знам, 10%, 7%, 12%, како што викаат анкетите, ќе гледаат да го истераат мандатот до крај, односно до септември или октомври, како доаѓа. Интересно е, Маричич, дека Грција не само декларативно, туку и практично станува еден од главните лобисти на Северна Македонија во овие обиди што побрзо земјата да отпочне преговори за членство. Сведоци сме на серија јавни изјави на министерот за надворешни работи Катругалос и на премиерот Ципрас во таа насока. Не само јавни, значи и Катругалос и премиерот Ципрас и грчката дипломатија на сите нивоа е максимално ангажирана лично од највисоко ниво па до најниско ниво Северна Македонија да добие одлука за почеток на преговорите во јуни. Така што тоа е еден голем плюс за нас, затоа што ако некој кој што до вчера бил главен проблем да ги започнеме преговорите, денес оди и лобира до сите лидери и на сите нивоа дека навистина има нова вредност во договорот од Преспа и во нашата земја и дека заслужуваме почеток на преговори и дека всушност носењето на одлуката за преговори за Северна Македонија ја става на тест целата политика на проширување на ЕУ и целиот кредибилитет на онај принцип на условеност. Но може ли тоа да се смени ако нова демократија дојде на власт во Грција? Мислам, хипотетички секако дека може со оглед на јавните најави на Мицотакис, меѓутоа сметаме дека грчката држава премногу сериозно го верификуваше договорот од Преспа,
со повеќе кратно гласање во парламентот и со прифаќање на протоколот за НАТО, и дека тоа ја обврзува грчката држава да го почитува својот дел од договорот. Така што верувам дека и доколку хипотетички дојде до промена на власта, Грција ќе се држи до своите обврски од договорот. Она што само би сакал да го додадам е дека за да имаме целосно отворен пат или целосна слика до крајот на јуни, кога треба да се носи одлуката, ќе треба да го почекаме извештајот на Европската комисија и ќе треба да го почекаме резултатот на европските избори. Тоа се две непознати кои што можат да бидат клучни во начинот на кој што ќе се формулираат одлуките во текот на ова лето. Ние очекуваме извештајот за напредокот да биде позитивен за нас, да ги верификува сите предности и слабости, се она што е направено во изминатата година, да ги верификува реформите и да ги верификува трендовите. Но исто така очекуваме тоа да биде и за сите држави во регионот и тоа мора да биде така, затоа што државите членки, знаете, си имаат свој систем на верификација на тие факти и на тие формулации. Имаат амбасади, имаат своји проекти, имаат представништва и имаат начин да верификуваат дали извештајот на Европската комисија ќе биде објективен или не. И затоа очекуваме тој извештај да биде крајно објективен и да го отвори патот за носење на позитивна одлука за почеток на преговори. Се чекаат европските избори кацарска, меѓу другото, за да се види дали се точни стравувањата дека дополнително ќе се деградира досието проширување во рамките на структурата на поделба на власт, условно кажано во рамките на новата комисија. Дали тој директорат кој што сега е директорат за соседска политика и преговори за проширување дополнително ќе се деградира, ќе биде само директорат за соседска политика и така натаму, што повторно ќе биде лоша порака до земјите аспирантки. Во секој случај, еден од клучните аспекти што ние го очекуваме да го видиме од новата комисија е каква ќе биде структурата на новиот директорат кој што ќе се бави со нас, бидејќи ако сме во исчекување на тоа нашата земја и потенцијално Албанија набрзо да започне преговори, тоа што треба да се рефлектира и на страната на Европската комисија во поголема мобилизација и на кадар и за поддршка на овие земји, бидејќи во целиот разговор на проширувањето често пати забораваме дека всушност процесот на преговори е процес преку кој Европската комисија и самата Европска унија треба да ја помогнат на земјата кандидатка да се трансформира себе си. А тоа не може да го направат ако немаат доволно капацитет на располагање и ако немаат доволно мок за одлучување. Зошто тој процес не дава резултати во Србија? Некако чувството е дека таа земја демократски не напредува. Видете, прашањето, ако споредиме, нашата ментална мапа е да споредуваме со она што се случуваше 2004 и 2007 година, со таа трансформација, односно со тоа проширување. Тоа беше проширување кој што се одвиваше во многу пократок период, со многу поголема општествена мобилизација. Србија веќе долго преговара прашање и во Црна Гора колку доведуваме резултати. Србија го има исто така и големото прашање на Косово, кој што го искористуваат елитите во Србија, особено претседателот сега Вучик, веќе подолго време како пречка во трансформацијата на таа земја. Плюс тоа, тој ги следеше доста од трендовите кои што ги имаме во регионот, како што беше Унгарија и Република Македонија, на заробување на државата, што не може да даде доволно поттик за трансформација. Дополнително, јас барем ценам дека и од Европската унија тркалото не се врти доволно, односно од Европската комисија. Бидејќи доколку ја започнете оваа комисија го започна својот мандат со јасната порака дека нема да има проширување до 2019 година, меѓутоа немаше сите нам ни беше тоа јасно, но немаше дополнителна реченица дека ние сепак ќе им помогнеме на овие држави да се трансформираат. Добро, во вториот дел од мандатот некако работите барем имаш обид да се сменат, ако не се сменија. При крајот би треба некоја форма на успех. Да. Петковски, завршуваме во оваа равенка цела што ја разговараме колку се важни изборите. Нашите избори? Да. Па еве ако може да се пошегуваме, мислам дека ако владиниот кандидатот поддржан од владата помине, колку полошо помине, толку повеќе ќе се создаде чувство на итност и кај Европската унија и кај државиве членки од кои што зависи нашата иднина, дека треба да што побрзо се отворат тие процеси. Мислам, шала на страна, шегата на страна, изборите се битни, јуни е битен, затоа што на Балканот му е потребна јасна, кохерентна политика на проширување, јасна перспектива. Доколку се случуваат чекори и се имплементираат политики кои што не даваат јасна политика, кои што не ги наградуваат елитите кои што испорачале одредени работи, тогаш
ќе се зајакне национализмот. Едноставно порезонантни ќе станат, да кажеме, аргументите и на противниците на Преспа и на противниците на интеграцијата, затоа што ако ја добро се сеќам, не беше толку одамна, они велеа не вреди ова да го правиме, затоа што секако нема ништо да добиете. И фали големо, мислам, фали посилно политичко лидерство и во Европа, затоа што и целиот тој проект на крајот на краиштата е за мир, за да се смират овие држави балкански, исто како што Европа се смирила децении назад. Тоа изгледа многу далечно сега и тешко Овие е луѓето да разберат, не се сеќаваат на тоа, за жал. И секогаш е така, тоа што го имате, станувате свесни за него моментот кога ќе го изгубите. Да. За крај, Маричич. Да, само би додал, мислам дека овие избори се извонредно важни, од причина што се на некој начин верификација на целиот тек на досегашниот тек на договорот од Преспа и она што значи иден пат на државата. Имаме двајца кандидати кои што персонификуваат на некој начин две политики во однос на ова прашање и воопшто не е небитно дали ќе граѓаните ќе дадат поддршка на политиката која што ја го поддржуваше договорот од Преспа и силите кои што го поддржуваа референдумот минатата година и кои што денеска бараат да продолжи тој пат и оние кои што нудат дисконтинуитет, нови преговори, нови неизвестности, нови доведување под прашање на нешто што е веќе верификувано. Добро, толку за вечера. Благодарам што бевте дел 360 степени. По паузата е саботажата. Секое семејство е должно да води грижа за децата. Родителите се особено одговорни од нивното поведение. Во голема мера зависи начинот на кој тие ќе пораснат и какво ќе им биде воспитанието. Влијанието на секој од половите речиси еднакво, но однесувањето на посилниот секогаш останува во сеќавање и може да предизвика сериозни трауми. Кај Иванов, последниот пат и водичка не ни даде. Па не ни даде вода да се напие, а не совет да ти даде. Да те охрабри, татко на нацијата, Не очув ништо, непријатно. При вакво отсуство, стеснетиот или неминовен избори отвара можноста моќта да се пренесе на релативно послабиот пол. Сепак на таквата очигледна желба и намера предупредуваат најблиски на семејството, кои ниту оправдуваат, ниту прифаќаат таков концепт, по кој улогите се делат само и натаму да се манипулира со лица, кои уште пред 9 години го надминале полнолетството. Велат достани од татковци, сега може би е време да пробаме со мајка на нацијата. А татковина, велам јас, без мајка нема. Тоа не е мојот пристап во гледањето на демократијата. На татковината и личи да има мајка. Граѓаните не се инфантилни, мене не ми се потребни деца. Во секој случај, наивноста во политиката не изостанува без оглед на возраста и изминатата километража, кои би требало да бидат некаков доказ за созревањето. И натаму, наместо реални бројки, идеолошката конкуренција на модерното доба за пресметка со неистомислениците не се користи со старите и вистинските, туку со алатките на новото време. Ние креиравме нова страна и колку за споредба, кога ни ја преземаа страницата, пејџот имаше околу 28.000 лајкови, сега има 25.000, што значи е паднат, а ние кога го основавме за само 3 месеци имаме околу 9.000 лајкови. Собирањето лајкови не ја покажува вистинската слика, туку е само израз на лажна перцепција за влијание. Нивната валидација се изразува низ прецизни параметри, кои го представуваат расположението. За сериозноста која тоа го предизвикува, сведочи само наизглед духовитиот одговор. Го гледате сите резултатот во првиот круг. Прво, на ниво на државата. Народот наш прекрасен, така го темпираше, ни Мицко да бойкотира, ни ние многу фраери да се прави. Но кога видовме резултатот, опа, на сите, малку паците, ни се затреси. Секоја емоција која е неприродно креирана не предизвикува ведрина, туку алармира на опасност во која се користат сите расположливи средства за санација. Додворувањето и кокетирањето се адути кои се ставаат во функција, тогаш кога кај другата страна се чувствува целосно отсуство на интерес, поради цврстината на врската која е во тек. Нешто лично ќе ви кажам што го премолчав преска.
Родена сум во турска куќа, мојата ќерка ја одгледала ромка. Јас можело и да се омажам за албанец. И на крајот, од политичката во државната интима, која обелоденува сериозни тајни кои се разгледувале и би можеле да го сменат курсот на историјата. Опцијата беше или ќе ја нападнеме Грција, да освоиме, што е срамота во 21 век. По многуте вакви триумфи во минатото, веројатно вистинска среќа е што е 21 век. Толку за вечерва. Се гледаме понеделникот 22. Пријатно.